Во ред ви благодарам на сите, почитувани медиуми, почитувана македонска јавност. Вложувањата во квалитетот на живот и здравието за граѓаните се наш врвен приоритет. Мене ми представува особена чест и задоволство што денес во име на владата имам можност да ја презентирам оваа добра вест пред вас. Денес и формално владата го потпиша договорот за донација на 255 системи за филтрација на воздух со екотип Доел Скопје. Компанија лидер во областа на филтрација на воздухот во вредност од 1 милион евра. Овие уреди кои ги донира екотип Доел Скопје, како долгогодишен партнер на реномираниот германски производител Менен Хумел, ќе бидат распределени во градинките, училиштата, болниците и други критични јавни установи кои што имаат најголема потреба од ова. Загадувањето на воздухот останува еден од најсериозните еколошки и здравствени предизвици во Македонија. Во контекст на напорите на владата во превземањето на значајни мерки за намалувањето на загадувањето на воздухот преку капитални проекти, како влада активно работиме на долгорочни стратегии и решенија за намалување на загадувањето преку инвестиции во одржливи енергетски решенија, зголемена контрола на емисиите и поддршка на зелени технологии. Сепак, додека спроведувањето на овие мерки бара време, ваквите брзи и ефикасни донации од приватниот сектор се од суштинско значење за заштита пред се на здравието на граѓаните. Сепак, успехот во оваа област зависи од заеднички напори на сите сектори. Затоа, како влада, особено го истакнуваме значајниот принос на приватниот сектор, како што и оваа донација од 255 системи за филтрација на воздухот во вредност од 1 милион евра. Дозволете ми дополнително и во име на владата да истакнам дека безрезервно ја цениме и посетата на представниците на реномираниот производител Менен Хумел, кои заедно со тимови од владата и екотип Доел Скопје ќе продолжат да ги разгледуваат можностите за понатамошна соработка во долгорочни проекти и можности за дополнителни одржливи решенија. Се надеваме дека овој пример ќе послужи како инспирација за други компании да се вклучат да придонесат кон заедничка борба за почист воздух и се разбира поздраво општество. Ние како влада остануваме и понатаму посветени при превземање на активностите против аерозагадувањето. Ви благодарам. Сега би му дала збор на представникот од екотип Доел Скопје. Ви благодарам, Марија. Чест и задоволство е да се биде присутен овде пред вас и во името на 30 вработени од екотип кои посветено работат и се на терен секој ден, да ги представувам нивните бои и во таа прилика и во она што го работат како екотип, да бидеме дел од општеството и да дадеме свој придонес. Велат дека чистиот воздух е едно од човековите права и дел од сите меѓународни акти и конвенции. Кај нас е едно од најсензибилните прашања и секако сите треба да дадеме свој учинок во тој дел. Екотип кој постои веќе 3 децении е лидер на македонскиот пазар и во регионот пошироко, во прочистување на воздух, во системи, во донесување на најсовремени иновации и во таа прилика одлучивме да донираме 1 милион евра во форма на прочистувачи за воздух, можеби една од најголемите инвестиции во земјата, односно донации, и во таа прилика сакам да ви кажам неколку збора за самата донација. Се работи за прочистувачи на воздух од реномираниот производител Менен Хумел, кои се со медицински стандард на заштита и филтрација и воедно се идеални за задржување на најситните честици, односно бактерии, вируси, алергени и сите останати непосакувани честици во воздухот и се идеални за нивно пласирање во градинки, училишта, студентски домови и секако медицински центри. Во оваа прилика, дозволете ми да упатам апел и до комплетната јавност и бизнис заедница, да сите го следат примерот на екотип и дадат свој придонес, бидејќи, како што знаеме, владата работи на стратегии, меѓутоа за се е потребно време, резултатите за да ги видиме многу побрзо, потребно е сите да дадеме свој придонес и секако бизнис заедницата игра клучна улога во овој дел. Да се заблагодарам и на гостите од Менен Хумел кои се во земјата и екотип игра уште една улога во она што го прави, а тоа е ги разгледуваме перспективите и можните унапредувања на самата бизнис клима во земјата.
А за крај, уште еднаш, ви благодарам на сите и апел до сите да може да помогнеме, бидејќи на крајот на денот сите ние го дишеме овој воздух и само на овој начин можеме да ги заштитиме нашите најмили. Ви благодарам. Ви благодарам на сите за вниманието, уште еднаш благодарност за посветеноста и за поддршката која што ја давате, а до исклучително значење и за владата и за граѓаните. Ви благодарам на сите за вниманието.